Традиционално секоја година јавната локална библиотека Илинден го одбележува месец октомври, месецот на книгата. По тој повод годинава распишавме награден литературен конкурс поезија. Право на учество има сите ученици од 1 до 9 одделение. Литературниот конкурс беше на тема книга сон кој го држиме в раце. Во соработка со Антонела Спасовска-Манова, наставник по ликовно образование при Општинското основно училиште Ванчо Прке, распишавме и награден ликовен конкурс, исто така на тема книга сон кој го држиме в раце, и ни пристигнаа навистина многу убави и песни и цртежи. Меѓутоа, кога нешто е со награден карактер, мора од добрите да се изберат најдобри. За да можат да бидат наградени поголем број на ученици, ги поделивме двете основни училишта во градот, значи избравме прво, второ и трето место од основното училиште Свети Климент Охридски и прво, второ и трето место од Општинското основно училиште Ванчо Прке. Ке започнам со наградените ученици од ликовниот конкурс. Трето место Јоана Симоновска, второ место Ема Гоцевска и прво место Викторија Мирчевска. Голема благодарност до менторот Антонела Спасовска-Манова. Од литературниот конкурс наградени се следните ученици. Од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, трето место Александар Величковски, подрачно училиште Станер, второ место Филип Даневски и прво место Ангела Џачовска, подрачно училиште село Разловци. Огромна благодарност до менторите Весна Ивановска, Гордана Никовска и Милена Глинџарска. Од основното училиште Ванчо Прке пак наградени се следните ученици. Трето место Елеонора Георгиевска, второ место Катерина Трајковска и прво место Теодора Димитровска. Огромна благодарност до менторите Василка Ивановска, Билјана Стоиловска и Маријана Стојменовска. Честитки до наставниците и до наградените ученици, се надевам дека понатаму ќе соработуваме. Она што посебно не радува овој пат е што на овие литературни и ликовни конкурси учествуваа ученици и од други градови. Благодарници и подарок книга ќе добијат учениците Михаил Јовановски од основното училиште Јоаким Крчовски Паланка, ментор Елена Николовска. Потоа Нела Николовска, основно училиште Јоаким Крчовски, исто од Паланка, ментор Горица Колевска. Ева Атанасовска, основно училиште Кирил Печинових Кисела вода Скопје. Луна Тодоровска, исто од училиштето во Паланка, ментор е Габриела Стојановска. Потоа Бојана Стојковска, Нина Николовска, Александар Сантевски, сите ученици од Паланка, ментор е Ленче Демјановска. Посебна благодарност упатуваме до наставник ментор Лариса Жулина Митовска од училиштето во Паланка за организацијата на сите ученици од ова училиште на литературните конкурси што ги распишува библиотеката. Јас сум Ангела Џалевска, огромна чест ми е да учествувам на овој надпревар. Прв пат учествувам надпревар во форма на поезија и ова е мојата прва награда. Пред тоа сум учествувала и сум пишувала проза. Благодарности до мојот ментор, наставничката Милена Глинџарска, што ми помогна да ја усовршам песната. Колку време догаруваш со пишаниот збор? Па неколку години ја ги пишувам и ќе продолжам да пишувам. Рече, пишуваш проза на која тема? Прозата беше книгата Сон кој го држиме в раце. Така. Исто така им посочувам на сите ученици да се потрудат и тие да пишуваат и дека можеби тие ќе го откријат својот талент за пишување и да читаат повеќе книги, затоа што тоа е нешто што ни помага во животот општо. И така. Традиционално секоја година јавната локална библиотека Илинден го одбележува месец октомври, месецот на книгата. По тој повод веќе знаете дека годинава распишавме награден литературен конкурс на тема книга сон кој го држиме в раце. А во соработка со Антонела Манова Спасовска, наставник по ликовно образование, распишавме и ликовен награден конкурс. На него имаа право учениците од основното училиште Ванчо Прке, на литературниот конкурс право на учество имаа сите ученици од 1 до 9 одделение и ни пристигнаа навистина многу убави и песни и цртежи. Меѓутоа, како што знаете, кога конкурсите се наградни, мора да избереме од добрите 3 најдобри. За да бидат наградени што поголем број на ученици, оваа година литературниот конкурс го поделивме прво, второ и трето место во едното училиште и прво, второ и трето место во другото училиште. Јас ќе започнам со ликовниот конкурс, да ги наградим прво овие ученици, па ќе продолжим со литературниот конкурс. Трето место Јоана Симоновска.
Второ место Ема Гоцевска. И прво место Викторија Мирчевска. Огромна благодарност до наставничката по дипломно Антонела за добрата работа, се надевам дека и понатаму ќе сега одно со литературниот конкурс во основното училиште. Трето место е Елеонора Георгиевска. Второ место Катерина Трајковска. И прво место Теодора Димитровска. Благодарности до наставничките по македонски јазик, кои се ментори на учениците, благодарница од библиотеката, водила ментор Василка Ивановска. Благодарница доктор Јана Спиловска. И како член на председател на управниот одбор на библиотеката, секогаш тука да не подржи со идеи, креативност, подршка, се што треба за сите можни активности, Маријана Стаденовска, во својата благодарница. Трето место Александар Величковски. И најмалиот а имаш и тоа песничка. Второ место Филип Данис. И прво место Ангела Джарец. Благодарница од библиотеката и подарителите да добиваат и благодарност за ментор Весна Ивановска. Благодарница и до ментор Гордана Никовска. Благодарница Оно што сакам да го споделам со сите вас, што за прв пат на конкурси што ги распишува јавната локална библиотека Илинден, има учество на ученици од 3 градови, Киселна Вода, од Скопје и 6 ученика од основното училиште во Паланка. Моето родно место. Да? И тие ќе добијат благодарници, ама немавме бирано прво, второ и трето место, ама благодарници и книга, чисто за да ги мотивираме за понатаму учествување на нашите конкурси. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека и понатаму ќе соработуваме. До сега.